Добро вечер, вие сте на фреквенцијата на К3 телевизија во вечерашното издание, односно во оваа емисија посветена на предвремените парламентарни избори закажани на 11 декември. Ќе презентираме дел од програмата на Коалицијата за подобра Македонија предводена од ВМРО ДПМН. На сите мои одговори, на сите мои прашања се извинувам, одговор ќе ни даде доктор Зоран Ѓорѓиевски, кандидат за пратеник во изборна единица 2 од Коалицијата за подобра Македонија. Добре дојдовте. Добро вечер и вам и на гледачите на Канал 3 телевизија. Се надевам ким го исполниме времето и ќе нивните некои нејасноти ким ги разјасниме оваа вечер. Така, веќе изборната кампања тече, започна од 21 ноември. Она кое што може да се слушне во вашата реторика како партија дека ќе го посетите секое населено место, ќе остварите средби со граѓаните, ќе одржувате мини митинзи во помалите и во поголемите градови. Еве, првото прашање е како тече изборната кампања? Па вака, изборната кампања започна званично со промоција на програмата на ВМРО ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија. Програмата со 500 страни, каде што многу проекти од страна на граѓаните кои беа предложени најдоа свое решение и место за реализација во наредниот период од 4 години што следува. Така да званично почна со големиот народен митинг што беше организиран масовно посетен во Охрид и веќе агендите кои ги имаме сите кандидати за пратеници, значи целата наша структура, веќе целиот процес трае. Значи се сведува на тоа да ги запознаеме граѓаните со сите оние програми, со сите оние проекти кои ги нудиме во периодот од наредните 4 години, со запознавање медиумско, со запознавање на голем дел од граѓаните со директно врачување на нашата програма, да имаат време и шанса да ги прочитат сите проекти, со разни други активности, како што спомнавте, со митинзи во сите поголеми градови, со мини митинзи во одредени населени места. Можем да кажем дека ВМРО ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија, освен средбите со граѓани кои континуирано ги имаме секојдневно, и направивме 2 мини митинга, едниот во населбата Бранители кај спортскиот центар Соколана и вториот мини митинг синојка направен во населбата Вера Которка и населбата Вршане. Имавме добра посетеност, имавме после митингот доста разговори со населението од одредените местни заедници за многу работи за кои беа заинтересирани, така да со кои проекти ќе настапуваме, значи беа плодни мини митинзи. Така, токму тоа сакав да ве прашам, какви се реакциите на граѓаните, еве кога веќе ви пристапуваат, затоа што вие заедно со носителот на кандидатската листа предводена од Никола Тодоров одите на тие средби. Какви се нивните реакции веќе неколку дена од изборната кампања? Па вака, за разлика од сите досегашни избирачки процеси кои се одвивале, за прв пат Куманово се најде како топ приоритет во програмата на ВМРО ДПМН за престојниот период од 4 години, бидејќи Куманово во периодот што измина нити на претходните влади од спротивниот политички табор, и во помала мера на нашата политичка партија не беше таргет град. Така да мене ми е посебно мило што Куманово успеа да дојде во оваа фаза, да биде таргет град за наредните 4 години и да се обидеме ние кои сме експонирани членови на таа партија, да го вратиме оној индустријски сјај што Куманово некој пат го имало како град. Бидејќи со враќање на тој индустријски сјај ќе се врати и животот во Куманово, ќе се вратат сите оние други работи кои Куманово некој пат ги имало и во сферите на спортот, во сферите на образованието, значи во сите сфери на живење на граѓаните во овој град. Свативме дека економијата е главната работа поради која градот ни тоне, буквално секој ден, со изминувањето на секој ден градот тоне. Економската сфера е таа која направи да многу наши млади сограѓани
својот подобро утре го бараат на страна со иселување од овој град, со барање на работа за привремена работа некаде на друго место, така да главниот акцент, главната поента со која ќе настапуваме во наредниот период ќе биде економската природба на овој град. Така, како што споменавте вие, за прв пат во програмата акцентот е ставен токму на Куманово. Кои економски проекти се клучни кои што ќе донесат подобар живот за жителите овде во Куманово, кои ќе придонесат за дополнително намалување на невработеноста овде во Куманово? Големата невработеност во Куманово, бројката која се уште е за наши прилики многу висока, над 18.000, не познава етникуми, не познава националности, не познава религиски определби, значи е бројка која ги засега сите граѓани. Ние, како партија која се залага за добробит на сите граѓани на општина Куманово, главната поента ни беше промовирање на овие проекти за Куманово, кои ќе се остварливи, кои ќе се реални и со реални рокови на нивна реализација. Пример, Куманово е единствен град во Република Македонија кој се уште нема тир-зона. Таа тир-зона на назад години ја зборуваме, локалната самоуправа наша ја објаснуваше, ја ветуваше. Од сите тие ветувања, ние имаме само ветување, без конкретно на терен еден реализиран дел од таа тир-зона што требаше локалната самоуправа да ја направи. Каде е проблемот? Проблемот е, 100 пати сме на ова тема збореле, дека тир-зона не е ливада, тир-зона е подрачје на кое локалната власт мора да инвестира, за да има со што да понуди на странскиот инвеститор што сака да вложи пари со сите овие економски мерки и бенефити што ги дава владата на Република Македонија да дојде во Куманово. Ние имаме пример да во Струмица веќе имаме отворени 2 фабрики од странски инвеститори, во Куманово нема ни една. Веќе битката што ја водевме да и нашите домашни инвеститори бидат во истите услови како што ги имаат страните инвеститори, дојдовме и тоа го остваривме. Веќе во тир-зоната Бунарчик имаме 2 фирми од наши македонски инвеститори кои работат. Значи, дојдовме во позиција да се она што требаше државата да го понуди, државата го понуди. Меѓутоа, основната работа за да нешто тргне беше да таа тир-зона, да тоа подрачје биде направено по сите тертипи како треба да биде, по сите теркови. Значи, со комплетна инфраструктура која мора таа тир-зона да ја има. Значи, вода, струја, енергенси, еве, сега веќе многу е актуелен гасификацијата во Република Македонија. Гасифицираме во Куманово, зошто во таа тир-зона, например, не се постави гасовод. Тогаш, веќе со постоење на гасоводот, тоа е еден од елементите што ќе го привлече странскиот инвеститор да дојде во таа зона. Таа тир-зона, значи, не се прави за една година. Да не ги лажеме граѓаните дека со една година тир-зоната ќе биде готова. Значи, тоа се определува едно подрачје. Агенција за просторно планирање треба да комплетно тоа подрачје го правно расчисти и реши. Значи, покрај државно земјиште, таму има и приватни земјишта кои државата мора да ги... Дали ќе направи замена, експроприација треба да направи, дали ќе биде плаќање, меѓутоа тоа земјиште мора да биде комплетно во државна собственост, за да може државата на тоа земјиште да поставува инфраструктура со така веќе средено земјиште да настапи за формирање на тир-зона. Тоа е еден проект кој малку понатака ќе чека, значи ќе има своја реализација дури после година дена, бидејќи во Куманово работата е алармантна. Има ургентна и алармантна. Ова е ургентно алармантна. Затоа од веќе постојните капацитети, каде што многу кумановски фирми поради стечените постапки тонеа, се распаѓаа, се донесе закон со кој стечените постапки се
убрза и многу од фирмите кои се во стечај денеска се со завршена стечајна постапка и се спремни за нивно продавање на некоја странска фирма која ќе биде заинтересирана да вложи на тоа место. Ние се залагаме да во тие фирми кои се веќе на продажба со завршена стечајна постапка, доколку е можно, иде истата бранша која е работена. Така, доколку не е во можност од истата, зависно од тоа кој ќе биде инвеститорот, тоа и ќе биде она кое што ќе се работи во сите овие стопански објекти. Па вака, еве ќе дадам еден прост пример. Например, во Куманово, фабриката за леп и бели пецива Житомел е била една единствена фабрика во времето на социјализмот, која имала за задача да целиот град го снабдева со леп и бели пецива, леп, црн леп, значи со сите тестенини. Меѓутоа, од 90-та година наваму во Куманово веќе имаме 4-5 приватни капацитети кои веќе градот го снабдува со сето тоа. Доколку и не се најде стратешки инвеститор кој во таа индустрија прехранбена нема да може да го рестартира, нека биде и у друга, меѓутоа да вработи што поголем број на луѓе. Значи, веќе имаме зона каде сите инфраструктури ги има капацитети од изградени простори, сали и се тоа. Значи, веќе стартува со еден многу поголем старт за една индустријска зона, така да оној стратешки инвеститор, значи не мора да е стран, може да биде и македонски стратешки инвеститор, кој е заинтересиран да го преземе, да го купи и тоа земјиште и сето, целата таа фабрика, сега државата, затоа и кажам на почетокот, бидејќи е Куманово ставено во топ приоритети, од своја страна, за да го стимулира инвеститорот да што побрзо тргне со производството, спремна е да учествува со 10% од улагањата на инвеститорот што ќе ги вложува во машини, во опрема, во репроматеријали, не поголема вредност од 500.000 евра, со финансирање на секое ново креирано работно место со субвенција од 2.000 евра годишно, со обврска да најмалку 5 години фирмата мора да го држи работникот, со не ги заборави државата ни стечајните работници, бидејќи Куманово е град со најголем број на стечајни работници, цифрата ќе биде 4.000 евра за вработување, за креирање место за вработување на стечајен работник, со истата обврска да минимум 5 години биде задржан на работа, така да опфатени се, значи повеќе категории, покрај тоа ослободени се од данок на добивка, од персоналниот данок, значи многу погодности. Доколку се собере кај секој кој е приватен бизнисмен, доколку ги собере сите овие стапки, знае дека е тоа многу голема помош во старт на секој предприемач, на секој бизнисмен, за да може да вложи и да тргне работата во позитивна насока. Така, опозицијските опоненти, односно Социјалдемократскиот сојуз во сите оние митинзи и средби со граѓаните вели дека владеачката партија потполно заборавила на домашните компании, дека сето она кое што влегува како капитал во Македонија, вклучително еве со ова што вие го најавувате, се странски инвеститори. Кои се поволностите, сепак и вие споменавте дека ќе им се даде можност и на сите домашни компании кои што сакаат да инвестираат во сите овие стопански објекти кои што се жртви на транзицијата? Па како што кажав, сите услови за инвестирање и за стопанисување со овие фирми кои ги набројавме, мислам кои ги има во програмата, можем повторно и да ги набројам, значи тоа се тутунски комбинат во Куманово познат како Монопол, фабрика за мостови конструкции Искра, ладилник, кланица, фармата, сточната фарма во Речица, Житомел, Фудс и уште 2-3 фирми. Меѓутоа ја реков, во сите не е завршена стечајната постапка.
при краје со одредени фирми со завршување на стечајната постапка. Кен заборавив да го кажам, значи во Кен е завршена постапката, Кен е веќе имаше една аукција за продавање, Монопол исто така имаше аукција за продавање, не се тогаш најде стратешки инвеститор, сега слушам од дека има заинтересирани страни за кланица, значи веќе имаме заинтересирани домашни стопанственици кои се спремни да вложат во рестартирање на овие објекти, меѓутоа начинот на стопанисување да биде ист како да е страни инвеститор. И затоа и кажав на самиот почеток, сето тоа го добивме со тоа што Куманово е ставено на топ приоритет место во наредните 4 години. Значи, покрај Охрид, Битола, Струмица, Куманово е топ приоритет за индустријскиот развој во наредните 4 години. Така, еве веќе откако ги презентиравте овие проекти, кога е во прашање економијата, намалување на невработеност овде во Куманово, дали веќе граѓаните, жителите кои што остварувате средби со нив и одите на митинзи, веќе пројавуваат интерес за тоа дали овие проекти се реални, дали воопшто ќе бидат остварени во Куманово? Па многу од граѓаните не прашуваат дали знаеме во каква кондиција се фирмите. Значи, ние знаејќи во каква кондиција се фирмите, затоа ги нудиме сите овие поволности. Значи, фирмите се доста истрошени, фирмите се доста разграбани, разградени, меѓутоа, као што кажав, доколку и дојде инвеститор, било стран, било домашен, значи, од самиот старт ќе има поволности. Значи, поволности од страна на државата. Значи, вложувањето што ќе му биде во стартот, ќе биде на или обновување на постоечките капацитети, или рушење и правење на ново. Меѓутоа, и инфраструктурата, комплетната инфраструктура што ја имала претходната фабрика или фирма, е постојна, ја има, водовод има, канализација има, струја има, патна структура има, приклучок има, значи тоа се фирми кои се веќе у званични индустријски зони. Значи веќе не стартуваме тука од нула, као што кажавме, тирш зона каде е гола ливата. Значи овдека веќе имаме одредени работи со кои настапуваме пред стратешкиот инвеститор. Второ, бидејќи првата година најчесто е со големи вложувања од секој стратешки инвеститор, као што кажав, може да е и стран, може да е и домашен, најголеми вложувања се во првата година, затоа се и ослободени од сите давачки према државата, од сите парични обврски што треба да ги дадат кон државата. Плюс државата враќа дел од инвестициите што ќе ги вложи самиот инвеститор. Како што кажав, не повисоки од 10% од целокупната инвестиција и не повисоки од пола милион евра, значи од 500.000 евра. Така, што конкретно, освен економски проекти кои што ги набројавте, вие друго е опфатено во програмата на ВМРО ДПМН, ја се однесува на градот Куманово, сепак тука си доста голем број на инфраструктурни проекти, ќе го споменеме прашањето, односно проблемот со градинките во Куманово, нешто за кое што вие постојано изборувате на средбите со граѓаните, ќе се реши тој проблем? Па вака, ние уште од претходно најавивме доградба на две, тоест проширување на капацитети на две постоечки градинки во Куманово, меѓутоа најавивме во програмата и изградба на 7 детски градинки. Куманово има потреба од детски градинки, така да, согледувајќи го тој проблем, се направи анализа и се најде можност да во периодот од 4 години што следува, Куманово ќе добие 7 нови градинки. Значи, сите населби кои фигурираат, кои се споени веќе со Куманово, се претежно млади населби. Населба Карпош, населба Едучка чешма, населба Иго Тричковиќ, населба Перо Чичо, населба Вера Которка, значи населба Бабиндол или поново Јане Сандански, значи тоа се млади населби каде што претежно живеат млади луѓе. И основната работа е во тие населби.
или во близината на тие населби да се isfinansira изградба на детски градинки. Времетраењето што му е потребно на секој родител да го однесе детето и да го врати, да биде сведено на минимум, да не губи многу од работното време. Втора работа, сегашните градинки, свесни сме, гледаме дека се толку натрупани над реалните можности. Доколку можеби за некој воспитувач нормално е да има до 10 деца за свое оптимално работење, нашите држат и по 30, по 40. Значи и кадрот не е оптеретен, не добива децата најквалитетно внимание онака како што треба. Значи, од многу аспекти работата не е завршена. Затоа се виде можност, се виде потреба од граѓаните, значи на сите средби каде што сме одели и во населба Карпуш, и во населба Гоце Делчев, и во населба Иго Тричковиќ, ни е кажано потребата од голем број на градинки. Така да, во периодот што следува, 7 градинки се пишани, ветени. Јас се надевам дека ќе успееме после 4 годишниот период, кога ќе го правиме отчетот, кога ќе застанеме после тој отчет, дека ќе имаме со што да се пофалиме пред граѓаните. Така, во програмата реално на ВМРО ДПМН за периодот 2017-2020 еве веќе да споменем и за сите оние други сегменти, освен за економијата и отварањето на градинки во Куманово, се предвидува изголемување на платите, на социјалната помош и на пензиите. Што конкретно ќе биде опфатено со сите оние активности и мерки, односно конкретно е опфатено во програмата кога се во прашање оваа категорија на граѓани? Па во град како што е Куманово, каде што индустријата е на многу ниски гранки, кои се во раците на приватниот сектор, со многу мали капацитети, вниманието за социјалната помош е една од приоритетни теми. Кога Куманово би бил во фаза на индустриализација како пред криминалната транзиција што беше во Република Македонија, некој период од пред 30 години, социјалната помош немаше да биде толку актуелна меѓу граѓаните како една помош за да може да го преживеат ова кризно време. Така да и на тоа поле покрај останатите мерки за подобрување на животниот стандард на граѓаните што ги најавивме и во сезоната на загрејање до 500 евра помош за секое семејство кое ќе земе грени тела на палети, на пелети, значи помош од страна на државата, зголемување на за 50% на социјалната парична помош за најзагрозените категории. Значи, во програмата се опфатени сите категории. Ние сме свесни, како и што кажам на почетокот, дека сиромаштијата не признава ни етникум, ни верска припадност, нити партиска припадност. Значи, тоа е категорија на граѓани на кои треба секоја власт да најде време и да има сенс да им помогне. Или да во исто време со оваа помош понуди алтернативни решенија за да тие исти луѓе си ја поправат својата состојба. Ја кажав, спасот за Куманово е индустриализацијата. Тоа е можноста која ќе даде нов живот во животите на граѓаните во Куманово. Категоријата на луѓе кои веќе одживеа едно време, кои се веќе повозрасни, ги памтат тие времиња на таа индустриализација и кои беа бенефитите од таквото живење. Тогаш не се разговараше за некои други работи, се разговараше за спортскиот живот во Куманово, за културните настани во Куманово. Ке спомнам една теза, дефиниција, која на времето, кога јас бев средношколец, ја учевме као Марксова теза, беше дека празен стомак политика не води. Таа теза и сега неолиберализмот, тоест либералниот капитализам, повторно ја актуализира, дека е многу актуелна, поготово на нашите подрачја. Затоа, во оваа програма што имаме создадено, за разлика од нашите политички опоненти, кои се бават со деструкција во општеството, на сето она до сега што дошло, до сега што е изградено. Значи, да изградиш нешто, ти треба многу време, меѓутоа да срушиш, рушиш за еден ден. Нашите опоненти, кога ја практикуваа власта во Куманово, ние сите сме сведоци како ја практикуваа.
направија деструкција на целата индустрија во Куманово. Нема кумановци да заборават кој го затвори ЧИК, нема да заборават кој го затвори Кирофетак и сите ред други фирми. Ние успеавме да дел од фирмите кои веќе беа спакувани за стечај, да преку одредени правни постапки ги продадеме, за да тие исти фирми веќе во оваа година почнуваат да работат со некое позитивно салдо. Да одредените фамилии кои живеат од работа во тие фирми можат малку полесно да дишат, да го заборават времето од периодот кога по 10 плати немаа земено. Неземење на 10 плати, неплаќање на сите придонеси, неплаќање струја, неплаќање значи сите инфраструктури, граѓанинот го доведува во една фаза на депресија каде што више не го интересира политика, туку го интересира гола екзистенција. Знаејќи ги сите овие работи, ние од Куманово кумановци, затоа и сакавме да со овој топ приоритет на Куманово во наредните 4 години дадеме шанса на сите овие луѓе да видат посветли денови. Така сепак во програмата реално се предвидува доста голем број на проекти за младите луѓе, како што претходно веќе започна да функционира проектот Купи куќа за млади, Купи куќа, купи стан, меѓутоа сега надополнет со уште една дополнителна мерка, тоа е Купи куќа за млади над 36 години. Имате ли информации како стоиме по однос на оваа мерка во Куманово? Дали истата се искористи, дали сите оние млади луѓе кои што го нема решено своето стамбено прашање успеа токму преку оваа мерка да добијат свој дом и свој покрив над главата? Оваа мерка во Куманово има голем интерес. Младите се многу заинтересирани за оваа мерка. Меѓутоа оваа мерка е полна во оние локални самоуправи каде што локалната власт се води во МРДПМН. Затоа што основата на оваа мерка е купување на местото, тоа е стартот, за 1 евро квадрат. Во Куманово не можеме да се пофалиме од работата на нашата локална самоуправа со таква некоја мерка каде ќе понуди на граѓаните, така да тоа е стартот. Основа за Купи куќа за млади е местото каде ќе биде градена куќата. Со нашиве цени за секој млад брачен пар, тоа е сепак малку поголем предизвик за да се купи место, гледајќи ги цените на просторот на земјиштето во Куманово, така да таа мерка многу интересенти има, меѓутоа во Куманово нема некој голем број на реализации. Значи, стартот е за поднесување на сите тие придобивки преку банките, преку Министерството за финансии за помош, е да земјиштето биде, поседовниот лист биде на име на подносителот. Во Куманово, самиот старт, како што кажав, е многу тежок за секој млад човек, така да малку ќе имаме проблеми на тоа поле, меѓутоа да има интерес, има многу голем интерес. Можем да кажем во другите локални самоуправи каде што ВМРО ги владее, пример Свети Николе, Штип, веќе имаме многу позитивни фидбек одговори од страна на младите луѓе, така да оваа мерка може во Куманово малку ќе се забави, меѓутоа нема да се заборави и се надевам дека во наредните години што следат, со промените кои треба да настапат во Куманово, време е кумановци да дадат шанси на другата опција. Мислам дека оваа мерка дополнително ќе биде многу актуелна меѓу кумановци. Така е да споменеме некои проекти кои што се предвидени во програмата се однесуваат на здравството. Куманово исто така и тука е опфатено. Вие како долгогодишен лекар-хирург сигурно го пометите тоа време кога работевте во општата болница Куманово и ова време кое што е денеска. Што доби конкретно Куманово кога е во прашање здравството и кога е во прашање ова институција? Па вака, до сега, бидејќи сум од генерација која подолго памти, го памтам владењето и на нашите политички опоненти. Во тој период Куманово беше сведено на опрема која имаше музејско-експонатска вредност. Значи мораме да ја потенцираме дека во градската болница, во здравниот дом, сведоци сме на многу големи вложувања од страна на владата на Република Македонија,
во здравниот дом во смисол на возила. Ние времето кога со пезетки се возеа итната помош и сега со најмодерни комбиња, тоа можеме да го секој пат кажеме, до сега софистицирана опрема као што се лапароскоп, лигашур, значи многу технолошки работи кои овозможуваат полесно доаѓање до дијагнозата, ехоапарати, 3D, 4D, значи компјутерска томографија. Куманово никој пат немало компјутерска томографија. Куманово компјутерска томографија доби со мерките од 2010 наваму. Значи, со мерките кои треба во наредните 4 години да излеземе пред граѓаните на Куманово, значи главна мерка ќе биде изградбата на ургентниот центар. Ја морам да кажам и да потенцирам дека правната разврска за вадење на дозвола за градба со локалната власт веќе трае 2 години. 2 години локалната власт нема сенс да помогне со давање на градежна дозвола, за да може тендерот кој е веќе распишен да може да има своја реализација. 2 години локалната власт бойкотира затоа што целата работа ќе гради ВМРО да помне. Тоа е грешка. Тој објект го гради владата на Република Македонија, па од било која партија да е, го гради за граѓаните на град Куманово, каде што ќе се лечат од сите општини. Прво, од сите етнички заедници, од сите верски заедници, од сите партиски заедници, од сите партиски структури. Покрај Куманово, тука ќе се лечат целиот регион, Липковска општина, Старонагоричка општина, Ранковце општина, општина Крива Паланка, општина Кратово, значи за сите тие луѓе. И не можем да разберам као лекар, бидејќи од другата страна имаме сепак градоначалник лекар, да нема сенс за своите граѓани да цела таа постапка ја убрза. Значи, тоа е на штета на граѓаните. Главната работа, значи, како што кажав, е изградба на ургентниот центар. Така, што ќе значи за лекарите и Прво, за пациентите? изградбата на ургентниот центар за сите оние кои досега имале прилика да имаат неприлика, да имаат некоја сообраќајна незгода, да од старите подрумски простори каде што беше сместена итната хирушка амбуланта, со колици низ целиот двор, да се пациентот шета по секакви временски услови, значи и во лето и во зима, дожд, снег, студ, топло, до просториите каде што беше сместен рентгенот за едно снимање, па повторно тој ист повреден човек да се врати во просториите на итната хирушка амбуланта, да се чекаат сликите да се видат, поминуваше многу драгоцено време за да може да му се помогне на пациентот. Значи се губеше, тоа се златните минути со кои треба да се искористат за што побрза помош на пациентот. Со изградба на овој ургентен центар, значи, прво, добиваат граѓаните, второ, добива персоналот, затоа што целокупниот персонал потребен за функционирање на ваквиот ургентен центар ќе биде на едно место. Целокупната диагностика потребна за ваквите најитни случаи ќе биде на едно место. Овој ургентен центар ќе биде споен со сегашниот ургентен центар, каде што едниот ќе биде ургентен центар за интерни итни состојби, а другиот ќе биде ургентен центар за хирушки состојби, за повреди, за акутни хирушки заболувања. Меѓутоа, времето потребно за диагноза ќе биде скратено на минимум. Тука, во случаи на најголеми повреди, ќе имаме тим од хирурзи, анестезиолози, интернисти, кои во најкраток можен рок ќе може да рентгенолози, ќе може да постават диагноза и да делуваат тераписки. Доколку има услови за да се решава тој проблем во Кумановската болница, доколку мора да иде на повисока инстанца, времето потребно за диагностика ќе биде скратено и времето на транспортот до соодветната терцијарна здравствена установа ќе биде скратено. Така да шансите за преживување на овие луѓе ги изголемуваме многу. Второ, самите здравствени работници, лекари, сестри, болничари ќе се чувствуваат многу подостоинствено кога ќе работат во достоинствени услови. Значи, со друга енергија одите
кога во просториите, каде што целодневно или целоноќно, бидејќи нашата работа е таква врзана и со ноќна работа ради континуитетот, сте во едни достоинствени простори со друга енергија работите. Ја, бидејќи сум сведок, 30 години, 27 години работев во болницата, знам која е перцепцијата на хирурзите со работа во подрумот, каде што беше каде што беше сместена итната хируршка амбуланта, каде по 24 часа ние проведувавме. Дел од животот ни остана во тие подруми, каде се е темница и нормално енергијата е малку друга, не е позитивна. За позитивна енергија треба светло, а светло е новиот ургентен центар со сета она комплетна инфраструктура што треба да влезе во него, со сета она диагностичка апаратура софистицирана која треба да се вгради во него, излезе пред граѓаните на општина Куманово и да им помогне во оние моменти кога им е најтешко. Така, што друго му недостасува на кумановското здравство, освен потребата од овој ургентен центар? Сепак, сигурно вие како партија во програмата предвидувате и останати проекти кои што ќе го подобрат здравствениот систем. Овака, на промоција за програмата за здравство, носителот на листа министерот Никола Тодоров промовираше покрај изградбата на ургентниот центар добивање на еден нов дигитален мамограф, бидејќи постојниот мамограф што го имаме во болница, во Кумановската болница, добиен е со донација од Република Германија, стар е преку 40 години. За диагностика добар, меѓутоа има голем штетен ефект, многу зрачи, така да со добивање на овој дигитален мамограф, предноста на граѓаните на Куманово ќе е многу голема. Мислам, не случајно, цело време потенцирав и се борев да Куманово добие дигитален мамограф, бидејќи по процентот на карцином на дојка Куманово е водечки град во Македонија. Причините не би ги набројувал, граѓанството предпоставува кои се една од причините за ваквата стапка на малигнитет. Имаше, значи, многу голема потреба за ваков апарат. Покрај тој апарат, за периодот од 4 години што следуваат, значи, ќе биде решена централната стерилизација на инструменти во градската општа болница. Второ, ќе имаме многу други нови апарати со кои субспецијалностите кои сега се развиваат во болницата Куманово, тоа се колоноскопи, гастроскопи, значи многу опрема во вредност од над 900.000 евра, со која во наредниот период од 4 години ќе се замени веќе дотраената опрема и некоја нова опрема која до сега воопшто во Куманово не сме имале, ќе можеме да имаме, за тие услуги нашите граѓани не морат да патуваат до Скопје или до приватните високостручни центри. Така ќе се скрати на времето и сепак најголема добивка ќе имаат пациентите и граѓаните. Зошто токму граѓаните на 11 декември да гласаат за програмата реално, за коалицијата за подобра Македонија предводена од ВМРО ДПМН, а не за останатите политички субјекти? Па за разлика од другите граѓани на Република Македонија, кои не можат и не знаат и предпоставуваат како би било владењето на СДСМ доколку дојде на власт, граѓаните на Куманово во континуитет 25 години го имаат СДСМ како владеачка структура. Го има 25 години на локално ниво, меѓутоа го има кога и на локално ниво и на централно ниво беше СДСМ. Ја не гледам дека градот процвета, потона. И ја не гледам дилема од она што ние го нудиме, напредок, оживување на Куманово, и од она што досега ни го направија, не што ни го ветуваат, од она што досега ни го направија. Ја не гледам дилема кај граѓаните за која опција треба да се одлучат. За разлика од другите граѓани во другите општини низ Република Македонија, ние сме свесни дека во Куманово граѓаните ќе имаат страшен притисок. Секој пат пред секои избори потпишуваме договори, конвенции за фер избори. Меѓутоа, ние сме свесни она што вие медиумите не го покажувате. Граѓаните го чувствуваат. Сите кои се запослени
во јавните предпријатија, сите кои се запослени во општината, сите кои се запослени во основните и средните училишта, се под таква страшна пресија. Така да синтагмата излезе слободно гласе. Политичкиот опонент ја злоупотребува. Не ние. Така да се надевам дека граѓаните на Куманово, бидејќи за мене во Македонија постојат два најборбени града, меѓутоа еден има кој доминира, а тоа е Куманово. Да не заборавиме дека Куманово имало до сега два Карпоша, еден Карпош крал на Куманово, вториот Христијан Карпош кој донел победа и овозможил да имаме денеска Република Македонија, така да овие граѓани сега, наследници на овие Карпоши, нема да дозволат ова тешко стечена Република Македонија некој да се игра со неа. И дали Куманово ќе го бришат од мапа или нема да го бришат. За мене нема дилема како ќе гласат граѓаните, само можем да апелирам до граѓаните да бидат храбри, слободни и позади параванот да го слушаат срцето. Значи да го слушаат срцето и да заокружат за во овој момент најдобрата партија на Република Македонија, тоа е ВМРО-ДПМНЕ, Коалиција за подобра Македонија со реден број 1. Така. Не случајно и од Господ сме први. Така, сепак тие се оние граѓаните кои што на 11 декември ќе ја донесат својата одлука и ќе одлучат кој ќе ја води државата, дали тоа ќе бидете вие како политичка партија или пак можеби останатите политички субјекти кои што учествуваат на овие предвремени избори. Но сосема за крај, освен тоа што се залагате за реализирање на сите оние проекти кои што се вклучени во програмата, реално уште стартот на кампањата помина во фокус на пораките кои што ги испратија лидерот на ВМРО-ДПМНЕ и лидерот на СДСМ Зоран Заев, кој уште изнесува тврдења кои што, еве, јас ги толкувам сепак како поигрување со државата и суверенитетот, а тоа е воведување на двојазичност. Се разбира доколку тие победат на изборите на 11 декември. Вашиот став околу ова прашање? Пред се, главниот и основен суверен во Република Македонија е народот на Република Македонија. Народот на Република Македонија преку организирани избори, значи најчисти, најрегуларни избори, дава довербата кој ќе го води во наредните 4 години. Не можеме ние да без одобрување од суверенот да се играме со некои битни моменти од животот на тој суверен, без негово одобрување да го најавуваме дека ќе го правиме. Значи, небулозата од отворање на Уставот, проширување на Охридскиот рамковен договор, од воведување на двојазичност на цела територија на Република Македонија, без преку референдум да се праша народот и, што ќе кажем, без да се слуша сенсот од народот по тие прашања, не може никој да ги ветува и да ги става у програма. Значи, тоа се прашања за кои покрај одлуки од двотретинското собрание, тоа бидејќи за отворање на Устав мора да имаме двотретинска поддршка, основно е за такви битни моменти да се праша народ. Штом народот не го прашуваат, штом народот треба своето мислење да го каже на 11 декември, јас сум сигурен, не се надевам, јас сум сигурен дека на 11 декември народот ќе го каже своето мислење, кое ќе биде и суд и потврда на тоа докаде можат да одат политичарите со своите ветувања, да не ги забораваат своите ингеренции, дека со избор на било кој од политичар од страна на народот, времето што ќе го проведе е броено и се бројат оние работи кои остануваат после тие политичари. Ја би сакал да времето што како политичар ќе го проведам, да оставам позади себе некои спомени кои ќе зборат за моето позитивно живење во овој град. Затоа и се залагам, затоа и се борам да дојдат овие проекти. Зоран Ѓорѓиевски еден ден нема да е повеќе пратеник, Зоран Ѓорѓиевски еден ден ќе биде пензионер, ќе се шета, меѓутоа
делата што ќе останат после Зоран Ѓорѓиевски да зборуваат за позитивното живење на тој човек во овој град. Затоа и знам дека граѓаните од овој град се многу зрели, многу свесни и дека нема дилема околу тоа кого ќе огласаат на 11 декември. Изборот е еден. Број еден за недобрата партија ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија. Така, еве, има можностите оние кои што не следат, односно не следат К3 телевизија, кои што зрачи во 6 општини, конкретно да слушнат со какви проекти, со каква програма настапува коалицијата за подобра Македонија на овие предвремени парламентарни избори, секако одлуката на 11 декември е токму нивна, тие да одлучат кој ќе води државата. Благодарам за одвоеното време и да се надеваме на фер и демократска изборна кампања и на фер избори. Сепак и меѓународниот фактор е доста вклучен во овие избори и можеби сите со нетрпение очекуваат каков ќе биде исходот, сепак тоа е можеби клучната шанса Македонија да влезе и да биде дел од европското семејство. Благодарам и вам. Порака до сите граѓани на 11 декември најдостоинствено, најзрело, најсовесно да излезат и да покажат дека не е залудно Македонија најстара земја која се спомнува дури во Библијата. Да покажат дека се многу зрели за своите одлуки и за иднината за која тие сами треба да одлучат. Благодарам. Благодарам уште еднаш. Почитувани гледачи, ова беше разговорот со кандидатот за